Парабола за нашите планови. На еден рид имало 3 дрвја. Еден ден тие зборувале за своите надежи и соништа. Првото дрво рекло: еден ден би сакал да бидам ковчег со богатство. Би бил исполнет со злато, сребро и скапоцени камења. Би бил украсен со резби и сите би ја виделе мојата убавина. Второто дрво рекло: би сакал да бидам моќен брод, би носел цареви и царици преку брановите до сите краеви на земјата. Секој би се чувствувал безбедно поради мојата сила. Третото дрво рекло: би сакал да пораснам и да бидам најмоќно и највисоко дрво во шумата. Луѓето би ме гледале на врвот на ридот, би се воскитувале на моите гранки и би размислувале за Бога и колку сум блиску до Него. Би бил најголемото дрво на сите времиња и луѓето секогаш би ме паметеле. По неколку години, откако дрвјата се молеле за своите соништа, дошле некои дрвосечачи. Еден дошол до првото дрво и рекол: ова е силно дрво, веројатно можам да го продадам на дрводелец. И почнал да го сече. Дрвото било среќно, затоа што дрводелецот можел да направи ковчег со богатство од него. За второто дрво, дрвосечажот рекол: ова е силно дрво, можам да го продадам на бродоградител. Второто дрво било среќно, затоа што било на пат да го исполни својот сон. Кога дрвосечачите дошле до третото дрво, тоа се плашело, затоа што ако го исечат, неговиот сон нема да се оствари. Еден од дрвосечачите рекол: не ми треба никакво посебно дрво, ќе го земам ова, и го исекол. Дроларите направиле корито за добиток од првото дрво, го ставиле во штала и го наполниле со сено. Ова воопшто не било оно за што дрвото се молело. Второто дрво било претворено во мал рибарски чамец. Неговите соништа да стане моќен брод и да превезува цареви биле разрушени. Третото дрво било претворено во штица и оставено да лежи во темнина. Поминале години, а дрвјата ги заборавиле своите соништа. И еден ден маж и жена дошле во шталата. Таа родила дете и тоа било ставено во сено во корито за добиток направено од првото дрво. Мажот би сакал да има креветче за детето, но се случило тоа што се случило. И одеднаш дрвото ја сватило важноста на ова раѓање и дека тоа го содржи најголемото богатство на сите времиња и народи. Неколку години подоцна, група луѓе пловеле во рибарски чамец направен од второто дрво. Еден од нив се заморил и заспал. Додека пловеле, започнала силна бура, така што дрвото повеќе не мислело дека чамецот е доволно силен за да ги заштити сите. Потоа луѓето го разбудиле заспаниот, а тој станал и рекол: смири се, и бурата престанала. И тогаш дрвото сватило дека го носи царот на царевите во својот чамец. Еден ден некој дошол до третото дрво. Го носеле низ улиците, а луѓето плукале по оној што го носел. Кога застанале, човекот бил прикован на дрвото и кренат да умре на врвот на еден рид. Кога настапило воскресението, дрвото сватило дека стои на врвот на еден рид и е најблиску до Бога што може да биде, бидејќи Исус Христос бил распнат на него. Поентата на оваа приказна е: кога работите не одат по ваш избор, запомнете дека Бог има план за вас. Ако му верувате, тој ќе ви даде скапоцени дарови. Секое дрво го добило она што го побарало, но не на начинот на кој го замислувало. Не знаеме секогаш
какви се Божиите планови за нас. Само знаеме дека неговите патишта не се наши патишта, но неговите патишта се секогаш подобри.